Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Значи, на Божјиот народ му останува саботната починка. Имено, оној кој влегол во неговиот спокој, тој се одморил од своите дела, како и Бог од своите. И така, да се погрижиме да влеземе во тој спокој, за да не падне некој следејќи го истиот пример на непослушност. Евреи, 4 глава, од 9 до 11 стих. Мртвото море е 5 пати посолено од морската вода и како последица на тоа речиси е невозможно некој да се удави во него. Еден посетител на областа, не знаејќи го ова, паднал од пристаништето во водата и интензивно почнал да мафта со рацете и нозете затоа што не можел да плива. Минералите во водата ги печеа неговите очи и само ја умножија неговата тревога. По неколку минути на борба во водата, човекот се откажа, размислувајќи дека сигурно ќе умре кога неговото тело започнало тивко да се одмара во водата. Во тој момент, жител на локалната област мирно посегнал кон него со рака и го повлекол на сигурност. Човековата екстремност е Божјата можност, рекол некој. И тоа е вистина. Но голема борба е да се дојде до точка на исцрпување на нашите ресурси и обиди да си помогнеме, за на крај да му дозволиме на Бог да не издигне од нашата тешкотија. Кога Бог ги водел израелските синови во ветената земја, писателот на книгата на Евреи во врска со тоа напишал: значи, на Божјиот народ му останува саботната починка. Имено, оној кој влегол во неговиот спокој, тој се одморил од своите дела, како и Бог од своите. И така, да се погрижиме да влеземе во тој спокој, за да не падне некој, следејќи го истиот пример на непослушност. Евреи 4 глава, од 9 до 11 стих. Во нашите животи доаѓа до точка кога ќе сватиме дека не сме во контрола, дека тешкотиите представуваат повеќе од колку што можеме да носиме и сваќаме дека Бог е единствениот кој може да се справи со тоа. Само тогаш сме кандидати за Божјата благодет и помош. 4 чекори се неопходни за да се случи ова. Првиот чекор е опуштеност. Тогаш престануваме со сопствените стремежи и му ги препуштаме работите на Господ. Како човекот кој мафтал со рацете, се обидуваме да го направиме она што само Бог може да го направи. Првиот чекор е да сопреме и да му ги препуштиме работите на него. Зборувајќи за нивната финансиска состојба, сопругата му кажала на својот сопруг: сега не можеме да направиме ништо, освен да се молиме. Незиниот сопруг загрижено одговорил: дали навистина дојде до тоа? Вториот чекор е влегувањето во неговиот мир. Ова е чин на нашата волја каде што се посветуваме на она што Бог ни го кажал за нас, за околностите со кои се соочуваме и за иднината. Тоа е ставот на псалмистот кој кажал: дури и да одам низ долината на смртната сенка, нема да се плашам од злото, затоа што ти си со мене. Третиот чекор е правење чекор во вера. Зошто да се грижиме ако навистина веруваме дека Бог е во контрола? Ова се разбира, значи дека треба да го решиме прашањето дали веруваме дека Бог е доволно голем, доволно силен и дали доволно се грижи за да го направи она што тој го ветил во неговото слово. Она што го правиме после тоа е или чекор во вера, или пак се враќаме назад кон истите околности. Кога Божјиот народ преминал преку реката Јордан, немало враќање назад. Безбедноста не е отсуство на опасност, туку присуство на Господ. Четвртиот чекор е имање доверба. Верата има две компоненти: верување, кое е интелектуално, и доверба, која е лична, искуствена и присвоена. Тоа е како мирен одговор на вшештената ситуација. Тоа е исклучување на светлото навечер додека велиме: Господе, ти ја превземаш ноќната смена. Нема смисла и двајцата да останеме будни, грижејќи се за ова, сваќајќи дека Бог е во контрола. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.